како што ги почнуваш и сесиите со медитација со вода, значи hydrating is crucial. Здраво, Сергеј. Здраво, здраво. Барса. Да, тука сум. Или таму сум. Тоа е добро прашање, ствари. Како се чувствуваш, дека си таму или тука? Тука. Океј. За вас сум таму, да. Колку време си таму веќе? Од почеток на октомври, што значи ги прави скоро 4 месеци. Колку ми е добра математиката. Доволно време за adaptation? Да, ама тоа е, мислам, нека еден процес кој што ќе трае и подолго, ама да, веќе сум сталожен со ритам, со добар распоред, со густ распоред, адаптиран, само да се вметнам во општеството трае уште долго, сигурно. Сергеј, не е прв пат да разговараме, мене не ми е прв пат да разговарам со тебе, и ако можам да кажам една карактеристика за разговорите што ги водиме, бар од моја страна тако е чувството, ги краси една ситуација во која што како нашиот разговор, како нашата комуникација воопшто да не се обидува да влијае на другиот, на ставот или мислењето на другиот, разбираш? Како да постојано го храниме контейнерот со нешто и како да сакаме од тоа нешто плюс да се деси. Така, го делам чувството. Оно што е поинтересно плюс е кога ќе ни се приклучи трет човек, имавме таков случај, Марина беше еднаш со нас, ако се сеќаш, да, или неколку повеќе пати. Наврати, квалитетот на таа комуникација не се нарушува. Unlike оно што го гледам на телевизиите кога имаме дебата, например, ти текнува па тројца политичари, тоа е више пазар, четворица више, не знам, башар, како се вика. Што мислиш дека е во капацитетот на оние што ја водат комуникацијата на овој начин, кои што учествуваат у неа, некои што ја водат, за комуникацијата таква да биде? Има, мислам, нека многу фактори. Као примерно е тоа што они доаѓаат веднаш со спротивставени ставови и можно да се докажат кој е подобар, кој е попаметен, за разлика од тоа што ние доаѓаме со некоја друга намера, така да интенцијата е најверојатно клучна. Сигурно има и нешто што го викаат или го викаме ниво на свесност и колку сакам стварно да направам нешто, да кажам и направам нешто што ќе помогне за сите или што ќе ми помогне само на мене, што ќе ме стави мене или мојата група и моите луѓе ќе ги направи подобри од другите. Очигледно зборуваш за капацитетите што на некој начин постојат во тебе, например, кои што можеби и другата комуникација со други луѓе ти ја прават така. И сега зборуваш за намерата, али исто така, што се случува во тебе кога ќе слушнеш од некого информација која не се поклопува со тоа ти што го знаеш или во што веруваш? Зависи. Би сакал да можам да кажам дека секогаш е една иста реакција каде што сум отворен да ги слушнам туѓите мислења и да бидам комплетно отворен, меѓутоа има некои стари навики каде што кога ќе слушнам нешто со кое што не се согласувам или кое што имам спротивставено мислење, веднаш во мозокот ми доаѓа некој спротивставен став, понекогаш успеам да ги зауздам тие мисли, да кажам чекај полека, можеби човекот има право, можеби има нешто што не знаеш, ако е на некоја тема за која што и не знам многу, тогаш сум често отворен да чујам зошто има поинаков став. Само мислам дека реакцијата многу често зависи во однос од тоа со кого зборувам, дали е некој со кој што поминувам секојдневие, како со партнерката или некој од фамилијата, или е некој колега, или е некој непознат, така да мислам дека односот со кого зборувам за жал исто многу менува. Некако као да слушам дека луѓе сме, така, од прилика, и тоа што го гледам во јавниот простор, ствари кога ќе не изнервира нешто или ќе не вознемири во јавниот простор поради, особено медиумскиот, поради начинот на кој што се спротивставуваат мислењата, хејтањето на социјалните мрежи и така натаму, како да постои некој глас на осуда во нас, али како да те слушам, дека викаш дека тоа се навиките што можда сме ги создале, па имаме инстинктивна реакција на осуда или на, не знам, одма ти се јавува на цинизам, да бе брат, како не, како да треба нешто да одучиме од она патерните што ги имаме, нели? Како да
тоа некој од задачите. Можеш ли да наброиш можда еден или два квалитети под наводници кои што генерално човек кој учествува во индивидуалец кој учествува во комуникација на социјални медиуми на пример треба да ги одучи. Аха, кој треба да ги одучи. Да ги заборави, to let go. Да, сваќам, to unlearn what you have learned, Unlearn, што вика Јода. Добро прашање. Сите доаѓаме со поинаква едукација, поинаква историја. Мислам, колку и да сме, или може да сме били во истото оделение со некој, или и во основно, во средно и на факултет, може да имаме многу различна едукација дома од луѓето со кои што се дружиме. Така да, минатото ни е различно, едукацијата ни е различна и доаѓаме со различни ставови и дека можеби, не само што можеби не сум во право, туку дека можеби постојат два начини на кои што може да се интерпретира едно нешто или дека има две перспективи на кои што можеме да го спознаеме истото нешто или да го разбереме истото нешто од две перспективи. Мислам дека е една од работите кои што треба ги однаучиме, затоа што ние сме научени дека нашиот начин, често веруваме дека нашиот начин е најдобар, така да тоа што треба да се одучи е дека можеби нашиот начин не е најдобар, чисто се стави како прашалник, не е сигурно нашиот начин е најдобар, туку можеби. И мислам дека трпение е една од главните работи, бидејќи многу често го имаме одговорот после првите 2-3 збора од реченицата, уште не си го завршил прашањето, кај мене во глава може да веќе да има одговор. И всушност не сум го ни слушнал целото прашање, бидејќи немам трпение вистински да те сослушам што зборуваш. Имам желба само да го искажам моето. Имаме обичај овде да кажеме во лице кога се обидуваме да се слушаме на вистински начин, дека помеѓу последните зборови на тој што зборувал и првите твои зборови треба да има еден геп. Пауза. Викаме да дозволиш да слета на тебе тоа што другиот ги кажал, не само овде, него таа мала пауза помеѓу прашањето и одговорот. Мислам дека во нашата култура, не само во Македонија, него генерално во западниот свет моментално, имаме како да имаме страф од тишина, како да имаме страф од пауза, како да имаме многу непријатна обично атмосфера се случува кога некој ќе направи пауза помеѓу прашањето и одговорот или па дури во самото зборење. Ако направам пауза, може да се чувствуваш дека веднаш треба да кажеш нешто друго. И особено ако е нешто вакво како на интервју, имам притисок дека не сме да има пауза, дека треба да зборувам, дека луѓе ќе го слушаат можеби ова и во таа мала пауза ќе им стане досадно и ќе кажат овој сега 2 сати мисли за да даде одговор на едно обично прашање. Најверојатно е глуп, нема што да го слушам. Така да мислам дека стравото тоа да не искочиме глупави во очите на другите или смотани или недоволно интелигентни, исто е уште еден притисок што ни прави нетрпение во одговорот. Така да може си да го ставиме во пракса додека ќе зборуваме денес и да си дозволиме да имаме мали паузи помеѓу одговорите. Една прилично племенита елаборација на ова, затоа што не е инвазивна воопшто, знаеш. Друга страна, еве во твојата става, ако може да го насочам вниманието, постои едно овде на Zoom Spotlight, значи Сергеј Spotlight Сергеј, така. Начинот на кој што седиш, начинот на кој што зборуваш без многу таласање и така натаму, кажува на тоа дека постои еден фирмнес внатре во тебе. Местото од кое функционираш и зборуваш е специфично, ја би рекол, еве да не го атрибуирам на друг начин. Секако ќе можеме прочитаме под видеото и прочитавме кој е Сергеј и некои те знаат, ал некои можеби не, како ти би кажал во таа некоја во тој некој обид да го кажеш и професионалното и приватното, што си, тко сум, што си. Знаеш колку не го сакам ова прашање, пак не го поставаш. Вака, прво што им кажам на луѓето е дека не го сакам ова прашање, бидејќи не сакам да се само опишувам, затоа што имам доживување дека кога се само опишувам, зборувам за својата лична историја и во исто време се затварам од можностите за што све друго можам да бидам. Така да, генералниот одговор што го давам кога не треба да филозофирам многу кој е Сергеј, што е Сергеј, е дека по професија сум филмски режисер.
а по должност сум инструктор по јога и медитација. По должност велам затоа што никогаш немав намера да го правам ова мојот живот. Имав намера да бидам филмски режисер и се уште си работам на тоа, само што не е толку активно како моите колеги, ги правам и двете паралелно. И она што се случи имав уште од некоја 17 годишна возраст имав многу интерес за источното знаење, источната филозофија. И почнав да читам книги на таа тема во слободно време. И дополнително практикував јога и медитација, бидејќи ми беше многу блиску до мене уште од дете, бидејќи татко ми е инструктор по јога и медитација. И она што се случи е мојата пракса на дополнета со некои книги ме донесе до едно искуство што луѓе го викаат будење или не сакам да го користам зборот просветлување, бидејќи не се доживувам како просветлен човек и не мислам дека е можеби правилниот израз. Јас едноставно сакам да го нарекувам будење, бидејќи кога го доживев беше буквално како будење од сон, во кој што паралелата е таква, бидејќи се што доживеав беше дека цел мојот живот сум се идентификувал со некоја измислена фиктивна улога, лик, кој што е Сергеј, кој што е всушност само моето его, и дека тоа што вистински сум не е нешто што може да се опипа, не е некаков објект кој што може да се раскаже, објасни, нацрта, помириса, види. И од тука тргна како да кажам, една петља на патот, каде што почнав да се развивам паралелно и во духовниот пат и професионалниот пат со филмската кариера. И така, и сега ги правам и двете. И мислам дека, исто да се надоврзам пак на претходното прашање, начин на кој што се случи спонтано да дојде до тука е после тоа моje будење, да кога ќе правам муабет со луѓе или кога ќе некој поедноставно побара совет, од мене да почне да искачаат некои бисери кои што луѓе ги взимаат како многу добар совет, нешто што многу им користеше, дури после имаше многу добри благодарности кои што беа изразени, дури јас сам понекогаш се изнадував од моите одговори. Бев као, од каде искочи ова, не знаев дека го знам. И спонтано случај почнам држам јога часови, медитација и едноставно работите се истркалаа сами до тука да сега ги правам и двете паралелно. Додека зборуваш за искуството што си го имал, знаеш, како да добивам чувство, блазесим на Сергеј, јас сум толку далеко од тоа, и онда предпоставувам, можам само да предпоставам ствари, какво може да е чувството на обичниот човек кој што може да не знае многу за медитацијата или јогата, а особено во нашата традиција во која што немаме контакт, да кажеме, со таа источна. Али од друга страна па знам луѓе кои што со едноставни практики на медитација или можеби јога успеале да решат да излезат, како што викаш ти, можеби да се, можда не на тој начин, али да се разбудат од anxiety-то што го живеат во нешто друго. Може добро прашање за тебе, ти си се разбудил од его, во што си се разбудил? И што мислиш дека медитација уствари на кој начин, на можеби експлицитно или пластично ниво, може на нешко да му помогне да, не знам, биде подобар со себе? Па мислам дека во самото прашање, првото што го постави, во самото прашање има грешка, бидејќи не се будиш во нешто друго. Ајде вака да идеме. Кога, да речеме, сонуваш некој непријатен неубав сон, не мора да е кошмар, него само може да е само непријатен сон.
кога ќе се разбудиш имаш едно олеснување, имаш едно као среќа ова било само сон. Реакцијата е многу слична, само доаѓа заедно со една екстаза и со некој немам подобар израз моментално освен продлабочени знаења кои што доаѓа со тоа искуство и е многу тешко да се објасни, многу често ми е тешко да го објаснам бидејќи тука веќе зборовите се недоволни понекогаш. И пробувам често да најдам добар начин како да го доловам до нашата култура која што нема многу голем допир со истокот. Меѓутоа во последно време не е само истокот кој што зборува за тоа будење, веќе се зборува и на западот и многу луѓе во западот го имаат доживеано. На различни начини, со различни пракси и некој го има доживеано без никаква намера, без никаква пракса. Така да будењето од его состојбата на свест не ни звучи нешто многу привлечно за многу луѓе. Знаеш, и ќе пробам да ги одговорам двете прашања некако заедно. Будењето не е во нешто друго, туку едноставно само од его состојбата и реализацијата на кој сум јас вистински, кој е моето вистинско јас. И моето вистинско јас е тоа што забележува, тоа што перцепира, тоа што знае. И на западот ние сме фокусирани само на работите што можеме да ги перцепираме надвор од нас. Во истокот се фокусираат и на работите што може да ги перцепираат во себе, како своите мисли, своите емоции, своите сеќавања, своите идеи, своите конструкти, своите концепти. И со наблюдување на своите мисли, многу често доаѓаме до, ако се прави праксата на правилен начин, многу е лесно и може да се види, значи све што можам да забележам како објект во мојата свесност, сите мисли, значи дури мислите ги зборуваме тука како објект во свесноста, тоа не сум јас, бидејќи јас го забележувам тоа. И со континуирана пракса се прави нежна деасоциација од сите идентитети кои што ги имаме собрано од нашето минато. И будењето е како едно ново раѓање само, како едно ново раѓање во кое што го гледаме животот со едни нови очи. И едно, за мене е буквално најважното искуство што го има во животот. Зошто? Затоа што, сега да се навратам на тоа второто прашање, како може му помогне на нешко или на било кој, затоа што кога ги гледаме работите само од личната перспектива и од его перспективата, немаме можност да ги видиме објективно. Дури кога мислиме дека ги гледаме објективно, ги гледаме низ призмата на нашите мисли, што е всушност егоистично. И не мора човек да го доживее тоа искуство, туку доволна е самата пракса на наблюдување на своите мисли и емоции, за да човек дојде до способноста да може да ги гледа работите од пообјективна перспектива. И кога ги гледаме од пообјективна перспектива, немаме толку многу голема идентификација, толку многу големо вложување во нештата во кои што веруваме, нештата што ги правиме, и заедно со тоа немаме страдање од нештата кои што ги правиме и нештата кои што веруваме. Затоа што ако некој има попаметен став, подобар став од мојот, поубаво верување, кое што звучи поелоквентно, или се докаже дека е правилно, јас ќе имам многу големо страдање ако моето се докаже дека не е, затоа што се идентификувам со моите верувања. Исто и со вложувањето во работите што ги правам. Толку многу ќе се вложам, што ако нешто не искочи како што јас сакав да искочи, ми се руши светот. Ова е само два примери кои што кај мене не се случуваат, бидејќи I'm okay with whatever happens. Не дека воопшто нема да ме заболи, не дека нема да имам
не е дека нема се појави егото кај мене да осетим некакво боцкање, некаква болка, туку дури и таа болка ќе ја приметам и ќе ја прифатам. За некого би можело да звучи дури застрашувачки, знаеш, ќе ја прифатам болката и така натаму. Значи, како да се наметнува прашањето дали може би токму затоа, кои се предпоставките всушност на луѓето кои што немаат допир со медитацијата, за тоа што она носи? Погрешни веројатно, чим се предпоставки? Најчестата погрешна предпоставка е медитација го правам за да ме смири и го правам само кога не сум смирен. И тоа е едната, другата е медитација некоја глупост што им ја прават нисто кој мене не ми треба и тука не ми треба затоа што сум доволно среќен. И тие се двете што најчесто ги среќавам. А што всушност медитација не е, токму ова? Па дефинитивно не е нешто што го правиме само за да не смири. Но има многу типови на медитација, многу техники. Многу различни техники на медитација и повеќето од нив даваат различни бенефити. И многу често човек ќе проба еден тип на медитација и после ќе каже медитација не е за мене. И јас тоа често го споредувам како да прв спорт што сум го пробал било пинг-понг и после кажам спорт не е за мене. Има медитации кои што не подобруваат меморијата, има медитации кои што не подобруваат взиманието, има медитации кои што не го подобруваат визуализацијата. Како например, ако мене ми помогнале многу затоа што како режисер понекогаш сакам да затворам очи да можам многу јасно да визуализирам кој кадар после кој ќе оди, од каде ќе земам која перспектива, дали ќе гледам со длабок фокус или со плиток фокус. И сите овие работи ми помогнале да развивам имам техники кои што ми помогнале да развивам таа способност да можам поборо да ги визуализирам работите пред да ги направам. Има медитации кои што ни прават подобро самоспознавање, има медитации кои што ни помагаат за да ги научиме своите емотивни тригери и не реагираме на нив. Така да едноставно што и да ни фали во нашиот живот, што и да го доживаме како недоволно јака страна, постои техника која што може да ни помогне да се подобриме. На крај, од кој ќе ги направиме сите тие, јогата вели дека треба да се посочиме кон медитацијата која што носи кон тоа самоспознавање. Зошто кон тоа? Бидејќи самоспознавањето носи кон крајот на страдањето, крајот на сите проблеми во животот и едноставно живење во континуирано задоволство и среќа. Тоа е the promise of Eastern philosophy. Тоа е ветувањето на медитацијата. Кога почна ковидот си имал акција која беше од каде дојде таа уствари идеја да се ставиш во јавниот простор и да кажеш ова што ја го знам, ќе го правам секој ден, ако некој сака со мене бујрум. И ја така го доживав и се испостави дека има една сериозна група на луѓе која што онака се приклучи кон тоа без многу помпа, да кажем, а со многу ефекти. Да, па на некој начин така и беше буквално. На почеток мислам дека сите го доживеавме малку посериозно од што го доживуваме сега и нешто што почна да се случува во светот и кај нас е луѓе да почнат да прават нешто за колективот. Имаше, знам дека некои дечки од Македонија кои што правеа оние заштитните визири, да, ги правеа и ги дава само и добива од страна, добива пари и толку многу пари добија што рекоа луѓе доста, стоп, не имаме доволно, ќе направиме колку што треба. Прекинете, ни праќате пари. Слушнав дека во странство има луѓе кои што им помагаат на своите пријатели кои што имаат кафич и им даваат пари со тоа што ќе си ги искористат некогаш во иднина и од многу различни места слушнав како луѓе помагаат со тоа што може да помогнат. И јас се прашав како можам јас да помогнам ако е више луѓе сите правиме такви работи, зошто да не? И буквално беше тоа. Јас онака медитирам секое утро. Знам колку на некои луѓе им помогнало кога сме го работеле заедно. Зошто да не пробам да го споделам со што е можно повеќе луѓе и онака веќе држам онлайн јога
медитација ќе биде уште полесно да се направи онлайн. И на почеток имаше некоја многу голема заинтересираност, меѓутоа првите тие неколку дена и јас бидејќи валјда не очекував толку многу луѓе, го доживав малку тоа чудно и не го дадов најдоброто што го знам и многу луѓе се откажа, меѓутоа како што помина време станав се подобар и подобар во пренесувањето на ова нешто онлайн со луѓе што не ги знам. Кај што беше многу чудно на почеток, бидејќи беше прв пат и некако се изфилтрира групата на луѓе да се најдат луѓе кои што им прија тој тип на медитација, им прија начин на кој што јас го пренесувам и се направи некоја критична маса од 30, не беше критична маса, лажам, ама се направи некоја маса од 30 на луѓе кои што беа редовни во рок од 3 месеци. Скоро 3 месеци, мислам дека беа 2 месеци и 3 недели, во кои што вежбавме скоро секој ден. На почеток беше и саботи и недели, бидејќи таква е мојата пракса. Меѓутоа после си ги земав сабота и недела како за себе, затоа што доживав дека ми фали својата пракса, а беше и малку пуш за и другите да пробаат сами, бидејќи не е идејата јас да водам цело време. Мора да постои желба за самостојна пракса. И буквално така се случи. По некоја моја желба да го пренесам тоа што мене ми помогнало, надевајќи се дека можеби ќе им помогне на други луѓе. Бевме на интересна тема како медитацијата ствари може да помогне некаде и сега ова магија што се случи затоа што ми дојде една од практикантите од улица лице, неколку луѓе влегува на твоите медитации, па не е лош момент можеби да бидеме љубопитни за тоа како може да Марина на тебе влијаело тоа што си доаѓала кај Сергеј на медитација. Се сеќавам дека беше тоа баш на почеток на пандемијата со COVID-19. Бевме сите од дома работевме и беа и ред други предизвици, значи ми беа некако врзани покрај пандемијата и професионално и лично. Претходно имав јас доста, да речеме, работено на себе преку гешталт психотерапија, значи сум била извежбана за себе рефлексија, меѓутоа секогаш со поддршка на некој друг. И кога почнав да медитирам, претходно медитирав, али комплетно беше во процес за мене различен, сосема ново искуство и сватив дека можам да си бидам самата себе си поддршка, од кога сватив дека битието е нешто различно од умот, и дека умот, егото и ред многу ситуации прават да се заплеткаме самите со себе. И ако до тогаш требало некој да ми покаже за да видам, сега успев сама да видам работи во себе. И иако и посебно пак кога станува збор за теми кои што се лични, многу е тешко да човек се отвара пред друг. И кога сам можеш пред себе да се отвориш за секоја тема, онака слободно, за мене тоа беше откровение. Исто така, моментот на дека не само негативните емоции, туку и позитивните емоции го хранат егото и до каде одиме. Со хранење на егото и преку правење и на добро и на позитивно, со многу, значи во суштина влегуваме на теренот на други. Така да 2020 ми беше година во која што пред се преку медитациите осознав многу работи за себе, научив, пораснав и научив да знам до каде, значи е моја, а каде понатаму на другите. Баш убаво искуство слушајќи ги вашите туги искуства, тоест на Марина искуството. Баш ми е драго што така влијало и мислам дека она што се случи кај вас беше многу интересно, бидејќи голем дел од вашата фирма доаѓавте заедно и е многу убаво кога ја работиш оваа медитација заедно со луѓето со кои што го делиш денонокието, дали е тоа домот, дали е работната атмосфера, кога работите на овој начин заедно,
не само што си помагаат и растете заедно, туку и атмосферата каде што живееш или работиш е многу по-кохезивна, многу е попријатна, бидејќи автоматски разбирањето и простувањето за другите луѓе, за нивните грешки е многу поголемо. Одиме уште еден тако прави да видиме дали има Да. слушни. Не се гледа од маската слободно. Како се наредите со маските таму? Како беше твоето искуство со медитацијата? Па, многу свесно почнав да бидам присутна, дури кога не сум свесна за работите, бев свесна дека не сум свесна. Па почнав свесно да пијам вода, така да ја чувствувам голтката, па почнав утрата да ги доживам поинаку, па после работа боса газев на тревата, ми требаше така да ја почувствувам тревата на стапалцата да го лицка и некако медитацијата научив дека може да се прави во многу мали ситни работи во текот на денот, кај што кога ќе бидеш во контакт со битието е едно чувство кое што стварно треба да го доживееш за да знаеш за што збориме ние на тие медитации. Дали приметуваш дека си подобра во справување со некои дневни ситуации Да. и на кој начин? Па, порано гледав на нештото како проблем, а сега сваќам дека е дел од процесот и дека кога ќе го прифатам нештото како такво, сваќам дека во сегашниот миг само можам да бидам со тоа и да видам каде ќе ме однесе нештото. Значи без разлика дали е некоја состојба каде што претходно ми правело проблем, а сега ја гледам како дел од нешто, како дел од целината. Да, мирот што го носи искуството преку медитација е непроценливо, значи да знаеш дека све е минливо, освен она што сме ние во суштината, односно љубовта и животот, дека се друго е нешто што е животна ситуација која што поминува. И доаѓа нова и така натаму и може да се ужива во секој момент ако го носиме мирот во себе. Значи мигот, сегашниот миг е клучниот, можеби клучното сознание што мене онака ми го донеса медитацијата. Фала ви, стварно. Слушам, ќе го задржиш повторно ова нешто, бидејќи беше на холд. Да, беше на холд некое време и поради моето селење во Барселона и нови распореди, многу активности, сега најдов еден геп каде што можам пак да вметнам. За жал нема да биде од понеделник до петок, ќе биде вторник, четврток и петок и ќе биде попладневно, за да може да доаѓа и мојот пријател Самир, да не мора да се жали дека нема било многу рано наутро. Ама мислам дека и многу други луѓе им беше рано наутро, некои беа на работа па во исто време и не им одговараше терминот. Така да еве сеќаме многу побав термин, вторник, четврток и петок од 6:15 до 7:15, во кој што првите пола часни медитација, другите пола часни се разговори, кои што искочи дека се многу важни за колективниот напредок на целата група. На почеток памтам дека многу од вас има трема да зборуваат за своите искуства. Имаше тука 2-3 глумици што го кршеат и мраз и јас морав да дам и малку пушта тоа што јас отворив за моите минати искуства или за моите сегашни искуства и работите со кои што се соочувам. И кога луѓе ја доживеа мојата слобода да зборам лесно за себе, бидејќи стварно немам проблем да зборувам за проблемите што ги имам, затоа што проблемите не ги доживувам како нешто тајно и нешто кое што се срамам и нешто кое што не сме светот да го знае, бидејќи на тој начин само остануваат како егоистични проблеми мои лични. И кога ќе ги извадиш на маса и ги представиш пред луѓе, не само што од таа страна се отварат луѓето полесно, туку и сваќаме дека па не сум само јас со овој проблем.
И тоа е едно многу убаво лесничко чувство, бидејќи многу луѓе мислат дека проблемот што го имаат они е толку индивидуален и го имаат само они што никој друг на планетата го нема, и ми е страв да го раскажат, да бидат отворени за истиот. Знаеш, еве јас кога почнав прв час, втор час, трет час кај тебе, четврти, пети, како да ми се зголемуваше јасноста за тоа што правам. Знаеш, као да си на пат во кој што на патување, кое што ти се отвара, си поблиску до планината, така некако, во која што при тоа секој нареден ден мене лично ми носеше некој вид на, како што викаш Марина, мир во секојдневните челенџи. Тоа е тоа, баш тоа е тоа. Истото и кај мене. Значи тоа случај кај мене, кога кај мене беше будењето, читајќи ја книгата и правејќи ја праксата, единственото нешто со кое што ме врати назад во его состојба беше па јас морам ова на сите да ми го кажам сега, да ми го споделам. И во истиот момент, као ми поминува таа желба и мисла, сваќам дека веќе сум назад во некоја его стапица, тоа што сега сум јас, сега треба да ги спасам другите. И тоа колку да е, знаеш, и позади ова и има една таква филантропска можеби идеја, ама во исто време има и его. Има и егото тоа што јас сега ќе им помогнам на другите. I know better. И е многу рафинирано его, ама сепак постои. И понекогаш и тука е многу важно да го расчистиме ова. Егото не е нешто негативно. Егото не е нешто лошо. Ово исто го зборевме на медитациите. Егото не е ниту добро, ниту лошо. Егото едноставно постои како наш илузорен идентитет. И кога ќе го согледаме како таков, веќе не е лошо ништо. Станува лошо кога толку многу веруваме во илузијата на егото, што почнуваме да страдаме заради истото. И во тој момент го гледаме од призма како нешто многу негативно, многу лошо. Меѓутоа, всушност, егото само по себе не е ниту лошо, ниту добро, туку резултатите што ги носи се непријатни. И ова можеби, па во таа смисла што ако се идентификувам, според мене, мојата дефиниција се има многу различни дефиниции за што е его, и не ја зборам сега психолошката дефиниција фројдовска за его, зашто кај него има ид, его, суперего, него зборам за на духовна дефиниција на егото, кај што ова не е само мојот став, него и на многу други луѓе, дека егото е нашето идентификување со личноста што мислиме дека сме. Зошто го кажам на тој начин? Затоа што како што живееме, како што имаме се поголемо минато позади нас, собираме различни ставови, идеи, верувања, желби, и со сите тие работи креираме идентитет или еден пакет што го викаме мојот живот, една кутија, на не запишувам мојот живот, моето минато, мојата историја. И со идентификувањето со се тоа, со сите тие случувања, е многу несвесно. Така да идентификација значи да го направам едно со мене, со јас. Прати колку е тоа интересно, значи тука ти ја открива целата дуална природа на умот и како се раѓа егото. Самиот збор идентификација, to make one with, со мене. Целото прашање всушност во медитацијата што ние работиме, од која ќе ги наблюдуваме тие мисли и емоции, што е тоа што знае за мислите и емоциите. И на тој начин се случува деидентификацијата од егото. Значи, егото е она што е несвесната идентификација. Каде што не сум земал ни 2 секунди да размислам зошто јас ги имам овие ставови толку цврсто, зошто сум толку сигурен дека јас сум мојата личност, моето тело, моите мисли, моите сеќавања. Не сме имале таа едукација да земеме 2 секунди да ги ставиме тие работи под сомнеш. Не велам дека е така или не е така, него само под сомнеш да ги ставиме. И е всушност многу едноставно совесни, на истиот начин како што јас
знам дека овој лаптоп што е пред мене не е јас, затоа што го гледам како објект надвор од мене, кој ќе ги затворам очите и ја правам истата пракса. Што е све тоа што можам да го забележам, да го перцепирам, да го доживеам и која е оваа дуална природа на тоа што забележува и тоа што е забележано? Субјект и објект. Тоа не значи на крај да кажеме дека моето тело, мојата личност, моето сите тие работи заедно, дека е нешто што треба да го отфрлиме и да нема никаква важност. Апсолутно не. Само има второстепено значење во однос на мојот вистински идентитет, во однос на тоа што вистински сум. Кога постои сериозна заблуда, како што кажа и самиот, никогаш не сме ги довеле во прашање некои работи што we take for granted, уште од, не би рекол ни од школото, него од образованието, што од родителите го наследуваме, просечно гледано. Се сеќавам дека еднаш некој ми плесна у фаца дека, мислам дека Марина беше, кој друг, и ми кажа, Нешко, па ти не си твојата креативност. Колку тоа отрезнувачки на некој начин, бидејќи ова е убава работа, ја креативниот некаков, ти текнува или режисер или што и да е друго, али тоа е можда она позитивната страна на егото што сакаме да ја видиме, али ако, значи, како таа заблуда уствари, што ни прави таа заблуда, всушност, во дневниот живот? Дека јас сум креативност или режисерот или што и да е друго, знаеш. Па еве баш да го земем примерот што го кажате сега. Ако сте во група на работа и имате некаков си заеднички процес во кој што треба да излезете со најкреативното решение. Ако ти дојдеш со некаква си креативна одлука и после некој друг дојде со некаква креативна одлука, дали е тоа можеби новиот во фирмата, кој што не е ни уште вработен, на пробно е таму, дојде со некоја креативна одлука што е подобра. Прво, ако му текне дека нешто покреативно и подобро, и кај него постои его состојба која што вели чути ти, подобро се не збориш, тебе ти уште тука првиот месец, не сме сигурни дали, не се мешај, подобро е да не идеш со некоја подобра идеја од шефот и ќе се ја преќутам. Има луѓе кои што ќе ја кажат, што е супер, затоа што треба да се каже, ако имам било каква идеја, затоа што е креативен процес кој што само треба да се нафрлаат работи. И сега, ако постои его кај шефот, може да каже, иако ќе знае дека може би таа е подобра, да каже, не, ипак идеме со мојава, затоа што јас сум тука тој што одлучува. Така да, од едната страна може егото да ни забрани да го кажеме нашето мислење, нашиот став, нашата идеја, затоа што ни е страв да го нападнеме креативниот директор. Од друга страна, креативниот директор може да го надвладае другото, да каже не затоа што ќе се осети повреден, затоа што има некој друг подобра идеја од неговата. Така да, ако збориме за две свесни битија, тука више кога станува збор за ставање креативни решенија и за фирмата да искочи што е можно подобра на пазарот, не е важно кој е директор, кој е приправник, кој е нов, кој е почетник, кој е искусен. Важно да имаме подобра идеја колективно. Кога примети и на кој начин дека медитацијата всушност ти носи бенефит, да се справиш со нив на начин кој што е различен од оној претходниот? Добро прашање. Мислам дека беше уште на самиот почеток. Имав некако многу голема среќа да јас кога ќе ги пробав медитациите, кај мене функционира од не комплетната крајното искуство да го доживеам од 2-3 пати, меѓутоа самите 2-3 обиди на почеток да имам веќе некакво увидение, некакво искуство кое што ми помогнало. Како например, мислам дека тоа што се случи на почеток беше да почнав уште во средно да медитирам, да отидам на час и сега знаеш средно школо како е и си нафрлуваме тука со вреѓања и кој е попаметен, кој ќе направи подобра финта, подобра фора. И навреда. Навреда. Осетив едно чудно искуство кое што колку и да беше добра навредата кон мене не ме допираше.
дури ако беше смешно, јас ке се смеев можеби повеќе од другите. Ако беше стварно нешто креативно и добро, мене ќе беше еднакво смешно како и на другите. И другите се бунеа дури као, па што се смееш ти? Као за тебе е. Викам, па смешно е, знаеш, као не само што е смешно, него ја го доживав како вау, види, веќе не ме допираат туѓите навреди. Почна, па стануваше различно као можеби нема да те боли толку многу ако не е вистина или нема да те боли толку многу ако е некој што не го познаваш, ама боли ако е од девојката или од таткот или од сестрата ти. Меѓутоа, иако и таму ќе болеше, ќе медитацијата ми помогна да увидам, значи овде чим има болка, чим има нешто што ме боли, значи пак тука некаде се крие некое его кое што не сум го увидел, не сум го разбрал. И на следната медитација ќе го ставам тоа како пракса. Ајде зошто ова ме боли? Има еден многу познат учител по медитација, баш на мојата омилена медитација, кој што многу добро го објаснува тоа, вика како мали кој ќе се допреме дури за нешто топло, ќе се изгориме и знаеме, тоа е гори, боли, не го допираме. Кога ќе се изгориме емотивно, не учиме ништо. Го правиме пак и пак и пак. И он вика, многу едноставно, само прашај се зошто ова ме боли и влези внатре во себе, провери. И он вели дека едноставно, меѓутоа не е толку едноставно за сите. Има некои луѓе кои што имаат малку поголем талент за таа интроспекција. Има луѓе кои што се нула и им треба помош, им треба гајденс, им треба водење во како се прави тоа. Едно од главните трикови како се прави тоа е да се има ми фалат многу зборови на македонски и понекогаш ќе користам англиски термини затоа што нештата кои што ги читам се често на англиски. Compassionate understanding. Исто вика како да подучуваш свое мало дете, на тој начин се подучуваш самиот себе кога се само наблюдуваш. Затоа што многу често луѓе се само наблюдуваат, една од работите што доаѓаат е колку сум глуп, не ме бива за ова, не можам 2 секунди да го задржам вниманието, идиоту ни еден, ова не е за тебе. И луѓето многу често тука се откажуваат и тоа што првата недела. И мојот совет е, чекај, и тоа се мисли кои што можеш да ги забележиш и видиш. Зошто си зборуваш така на себе? Провери. Остани со тие мисли, остани со таа емоција на идиоту еден глуп, не те бива, немаш 2 секунди да го задржи вниманието на дишењето. Провери зошто си зборуваш така сам на себе. Што би му кажал така на син или на ќерка ти, што би кажал, ако они си зборуваат така на себе? Кажи си го истото сега додека работиш ова медитација. Се чини дека тоа е најтешкиот дел, да. Затоа што се работи за еден letting go, као што на почетокот кажавме, на некои стари практики и навики, дури и на нештата кои што воопшто не ги сметаме за можни, условно кажано, едноставно вниманието не го ставаме на ако нешто ме заболи или ако помислам дека сум трапав во нешто, нема го правиш. Ти текно тоа е првата реакција која што ми доаѓа, да. И во право си дека ако беше детето во прашање, ќе инсистираш бидејќи знаеш дека е добро за него. Очигледно не знаеме што е добро за нас. Што мислиш, Сергеј, што е најголемото изненадување на луѓето кои што влегуваат во медитација и осознаваат работи за кои што ни зборуваш сега? Мислам дека овде нема генерализација, дека за различни луѓе е различно искуството, многу е индивидуално, бидејќи секој од нас има различни работи кои што ги осознал и различни работи кои што му се предности и работи кои што ни се мани и што тек допрва треба ги спознаеме. Има некои луѓе кои што знаат многу за односот према самите себе, не знаат многу за односот према другите луѓе. Има некои луѓе што знаат многу добро за односот према другите, немаат ништо во односот према планетата Земја. Немаат никаков фин однос према себе. И всушност некој начин овде ги допираме можеби главните 3 работи што ги учиме со тоа само наблюдување. Каков ми е односот према сам себе, каков ми е односот према другите и каков ми е односот према природата. И со тоа многу е интересно, дури некако магично чудно е како со тоа само наблюдување сите 3 се поправаат, сите 3 растат, сите 3 созреваат.
еден комплетен хоризонтален холистички импакт со само една малтене механичка реакција на свртување на вниманието на кај себе си внатре. Да. Поставување прашања кои што до сега не сме ги не имале на плейтот. Да. И не кажувам дека сега ова ќе ни греши на сите проблеми индивидуални или сите проблеми на планетата Земја и човештвото. Меѓутоа, многу од нив да. Дури некои од најголемите научници кои што се бават со темата climate change ги имаат кажано баш тие зборови. Дека мислеле дека е нешто што може да се реши со наука, мислеле дека е нешто што може да се реши со политика и на крај светле дека е нешто што ќе се реши само со колективно будење на повисоко ниво на свест, кое што го правиме еден по еден, секој со сам себе, секој за сам себе. Оди ми доаѓа цитатот што го знам од Никола Тесла, кажал дека кога науката ќе почне да се фокусира на работи кои што немат своја физичка манифестација, прогресот на науката ќе биде поголем за 10 години него од целата историја на науката до сега. И ова некако резонира со што го кажуваш дека таа една суптилна работа која е практично себе промена, всушност делува магично на појавностите во светот кој што ги сведочиме. Со други зборови, ако одиме со на метафора на ајсбергот, некако предпоставуваме дека 10% од ајсбергот се над површината на водата, 90% се во неа и не ги гледаме, али некако заклучуваме дека тоа што го гледаме надвор, во однос на нас, овие 10%, овој Сергеј што го гледам физички овде пред мене, тој Сергеј, како да не ме интересира кој е оној под водата. И тоа станува трагично кога се работи не за Сергеј, него за Нешко, а Нешко е набљудувач, така. Апсолутно. Прилика за тоа зборуваш. Како овде во практиката на медитацијата каде влегува јогата? И би поставил, баш онака едно земско прашање. Освен што знам дека јогата е работа со телото, а медитацијата веројатно со умот, која е разликата помеѓу двете и каде тие уствари се во уни? Супер прашање. За мене, за мојата дефиниција што е јога, тие немаат скоро никаква разлика. Затоа што зборот јога значи во превод унија, соединување или уште побаво воочувањето, уведението дека всушност не постои разлика помеѓу моето постоење и универзалното постоење, помеѓу мојата свесност и колективната свесност. Всушност тоа го кажува јогата под дефиниција. Има луѓе кои што на кои што често им кажувам дека мене многу ми смета тоа што сега се измислуваат многу нови типови на јога. Има луѓе кои што предаваат јога и измислуваат своји правци, своји асани, своји техники. И во рете немам ништо против, бидејќи сепак се работи за некакво самоподобрување и физичка активност и све тоа супер. Меѓутоа мене ми смета што се носи јога лейболот заедно со тоа, бидејќи под дефиниција јогата за жал или за среќа има дефиниција за која што сите јогини на светот имаат согласено пред да се пренесе на западот ова знаење, ова наука. Има дефиниција која што кажува кога вртежите на умот ќе прекинат, се доживува јога. И кога вртежите на умот ќе прекинат, сака да каже кога ќе изгубиме его состојбата на умот, бидејќи его состојбата на умот е поврзана со вртежите на умот, под вртежите на умот се мисли континуираното мислење. Кога тоа ќе стивне, а ние останеме будни, светот можеме да го доживееме од друга перспектива, а не од перспективата на јас, не од перспективата на егото. И тоа се доживуваме како да нема никаква разлика помеѓу моето постоење и колективното постоење или универзалното постоење. Така да главната цел на јога е тоа. Медитацијата е само еден од степените како се доаѓа до таа цел. А ние во Западот под јога подразбираме само еден друг степен кој што е
физичкото вежбање или асана, понекогаш и заедно со дишењето, асана и пранаяма. Асана се позициите што ги правиме во јога, пранаяма е техниките за дишење што ги правиме во јога, медитација е праксата во која што до сега ја објаснуваме или колку толку сме чуле за неа. Тоа се 3 од 8 работи кои што еден јогин треба да ги прави во својата намера за да стигне до оно искуство на јога. Така да, од една перспектива, модерната разлика е јога е она што го вежбаме физички, медитација е таа пракса што ја правиме додека ќе седнеме мирни и тивки. Меѓутоа, дури во самата физичка пракса каде што се движиме и дишеме и внимаваме на доживувањето на телото и дишењето, човек може да има нешто како медитативна состојба на свест правејќи ги тие. Сепак, многу е полесно да се доживее и многу е полесно да се искуси, да се свати, да се разбере, додека човек седи сталожено во мирна позиција. Наместо да версус асаните, версус асаните, меѓутоа во исто време асаните се неопходни за човек да може лесно да остане во една позиција долго време без да осеќа неудобност во телото. Всушност, еден од моите омилени јогини вика, седни и медитирај за да дојдеш до јога, за да го дојдеш до спознанието, до таа унија. Ако не можеш само седнеш и медитираш, тогаш мора да додадеш и техники за дишење. Ако и ова не ти помага доволно, тогаш треба да внесеш и асани. Тогаш треба да внесеш и праксата на физичките вежби. Бидејќи овие две, асаните и дишењето, ќе ти помогнат многу во однос на седењето сталожено мирно и насочување на вниманието на едно нешто. Сергей, кој е некое бајковито, да го наречам, утопистичко посакување? Ако го велам утопистичко, апсолутно, значи, на тоа мислам. Ако критична маса на луѓе почне да прави пракса каква што ти ја имаш, да речеме, со години наназад, што тоа ќе значи за општеството? Тоа ќе значи нешто многу од моето утопистичко гледање, нешто многу едноставно. Не знам колкав процент е доволно, не сум размислувал на темата, има некои луѓе што верувал дека дури само 10% од луѓето се доволно за да прават ваква пракса, меѓутоа правењето на праксата мислам дека не е доволно. Она што треба да се случи е спознание. 10% од луѓето да го имаат тоа спознание, за да се сменат нештата, затоа што едноставно луѓето кои што ги гласаме да дојдат на позицијата за да ги донесат одлуките, нема да ги одбереме доколку повеќето од луѓето имаат такво спознание. Да го преформулирам некако, мислам дека не звучеше многу добро. Доколку повеќето од нас наместо его состојба на свест или наместо дури етно состојба на свет, што значи етничка, национална состојба на свет, стигнат до колективна состојба на свест и ние не против вие, него е ние луѓето на планетава Земја, нема другите, туку ние сме сите, луѓето кои што ги бираме да дојдат на позиција за донесење на одлуки, ќе бидат луѓето кои што се слични на нас. И едноставно одлуките ќе почнат да доаѓаат од друго место, не од себичната желба за моќ и влијание и пари или што и да е, туку ќе доаѓаат од некоја по алтруистична, филантропска идеја, интенција. Да, ја можам да посведочам дека тие разговори после медитација се навистина важни, затоа што се учи од искуството и на другите и токму заради ова отвореност која што на некој начин се наметна. Заборви да те прашам, стварно ми е важно прашањето, особено затоа што сум родител. Од која возраст is eligible, што би се рекло, да би препорачал, да ако постои още таква препорака или може би ни собствено искуство. Знаеш, имаме сега иницијатива од Министерството да медитација и јога станат дел од образовниот процес.
факултативно или кој сака. Индија 100 години веќе има таква пракса, али оно што мене ме фрапира или не ме фрапира, него едноставно ме радува, е што, например, Британија, Шведска, Финска, Данска, земји за кои што знаеме дека се прилично крути и западни, али напредни со образование, во градинките ги внесуваат овие, Чешка исто знам дека има практики. Да, па ги внесуваат затоа што се појави една гранка во психологијата што се вика behavioral psychology, која што беше доволно да се посредочат промените во одлуките, промените во начинот на кој што живееме од некаква пракса или од некакво искуство. Затоа што всушност јас убеден сум дека не е толку многу до праксата колку до искуството, до спознанието на разликата помеѓу моето вистинско јас и егото. Тоа искуство всушност ја носи разликата во однесувањето и кога имаше јасни докази колку медитацијата помага, многу беше лесно да кажеме ова е нешто што треба да го вметнеме во нашата едукација. Мислам дека нема точна возраст во која што можам да кажам од 16 години треба да се почне. Меѓутоа истото за жал и за математика и за македонски, ама сепак имаме нешто што е генерализирано. Така да можеби ќе продолжам со генерализација која што треба да биде како викаат американците take it with a pinch of salt, нели? Секогаш постојат исклучоци од секоја генерализација. Така да индивидуата мора да помине прво низ градење на своето его. Дури можеби треба да дојде и до градење на едно колективно его, значи има егоцентризам, јас, етноцентризам, ние против вие, каде што во етноцентризмот се уште има за разлика од другите, не мора да е против, ама има ние и вие. И во таа фаза сосема е во ред да се, мислам дека да се учат луѓе на некаков тип на етноцентризам како патриотизам, сосема бидејќи учиме да се грижиме за другите луѓе. И мислам дека околу 16, 17, 18 години веќе почнуваме да ја надраснуваме оваа фаза и тука некаде треба да се протне медитацијата, каде што успева на многу едноставен, лесен начин да не однесе од етноцентризам на геоцентризам или worldoцентризам, каде што имаме доживување на едно поголемо ние и едно поинакво јас. Ако се согласиме дека или сега више во моментот, макар што ја живееме транзицијата, али изминатите 100 или можеби 2 века ја живееме егоекономијата, значи капиталистичката економија во која што економијата ја влече егоинтересот и на тој начин и образованието ни беше устроено, ги учевме децата и се уште на факултетите profit first, каде си ти во таа приказна bigger is better и така натаму. На таа економија некако како да прилегаше отсуството на, како да се совпаѓа со отсуството на оваа практика на Западот, особено во некоја поголема доза. Али сега како кажуваш за квалитетите кои што на некој начин ќе се здобијат децата на 18-17, кога ќе почнат да ги практикуваат, а тоа е гео, како што викаш, или колективната свест, некако се совпаѓа со таа транзицијата и на економијата која натака оди. Значи, стануваме свесни за климатските промени, дека стануваме како купувачи, не сакаме да купиме од фирма која користи детски труд и така натаму. Дали е вистинското време за еден радикален шифт или джамп во свесноста, условно кажано? Дали е тоа баш сега? Дали чувствуваш дека постои баш таков еден дисраптив момент? Мислам дека овде мора да се научи од колективната историја и во моје знаење, можеби грешам, во моје знаење, во колективната историја не сме имале никаков колективен скок. Имало индивидуалци кои што откликнуваат, а колективно секогаш имало бавни транзиции.
Дали ќе се случи или нема, не знам, а дали треба или не треба, не знам. Јас мислам дека ќе проложи така како што било и до сега, меѓутоа е само мислење, само предпоставување дека транзицијата колективна секогаш е бавна. Она што сум сигурен е дека имаме два начина на учење. Едниот е поради некоја причина да добиваме желба дека треба да се насочиме кон ова самоспознавање и колективна свест. И одиме кон тој пат, и другиот е низ страдање. И може некои луѓе, баш како што зборувавме претходно, не знам дали ќе влезе тоа во Final Cut, ама зборувавме дека некои луѓе го доживуваат ова случајно. И тоа е преку многу страдања. Доаѓа до искуството на таа унија, на таа на тоа доживување на едно со природата, на доживување на едно со сите други луѓе. Некои луѓе доаѓаат до тоа низ страдање. И тогаш е sudden jump. И многу е возможно, кој што викаат научителите сега, дека со климатските промени да имаме многу сериозно колективно страдање и да мора да имаме и колективен jump. Возможно е, не викам дека не е, меѓутоа ќе видиме, не се знае. Така да другиот пат е, едниот пат учиме затоа што сакаме да учиме, да се насочиме кон тоа, другиот пат е учиме низ страдање. Ова е, да, не знам, не е научно докажано, стварно е моje мислење, мој став дека вистината за таа дознавање, таа доживување, таа разлика помеѓу егоистичното јас и вистинското јас е едноставно универзална вистина. Исто како што ако го земам мојот телефон сега и го пуштам, ќе падне, тоа е универзална вистина бидејќи има гравитација и тоа е таков законот на природата. Јас верувам дека законот на природата не носи кон тој пат на доживување на разликата помеѓу јас и вистинското јас и егоистичното јас. Дека едноставно начинот на кој што растеме, начинот на кој што еволуираме, не носи натаму. Еволутивниот процес ќе не однесе до надраснување, колективно надраснување на егоистичната свест. И имаме два избора. Едниот е да отидеме таму со едукација и со пракса, не мора да е медитација, може некој друг тип на пракса, и другиот е преку страдање. Едно од моите најубави искуства во медитација беше во еден период кога имав премногу обврски и беше и цело бев, значи, што е следно, што треба правам следно, што треба правам следно. И ова е нешто, мислам дека со кое што може да се идентификуваат многу луѓе. И на овој начин кој ќе објаснам медитацијата многу често ме разбираат. И бидејќи имав претходно искуство со медитација, сватив во каква состојба се наоѓам, беше снимање на некој филм. Си реков, окей, Сергеј, имаш 10 минути да правиш ништо. Бидејќи 10 минути нема да сменат ништо во тоа колку утре ќе бидеш спремен за утрешниот ден за снимање. Земи 10 минути и прави ништо. За многу луѓе ова звучи одбивно правење ништо, ама го направив за да се смирам. И беше неверојатно како забележував само еден по друг нагон како треба да земам да правам нешто друго. И беше како, нели, земи го телефонот, пушти музика, пушти телевизор, земи читай книга. Мозокот ми идеше се по-рафиниран, по-интелигентен, по-едуциран начин на кој ќе одморам, само да не биде седење и правење ништо. Меѓутоа, најголемото отпуштање, одмарање и најголемото регенерирање на енергија доаѓа кога правиме ништо. Не доаѓа ни со слушање музика, ни со лежење и блеење у зид, мислејки на што ќе правам утре. Туку седнување и правење ништо. Меѓутоа, правењето ништо, за жал за сите нас, од нашите навики што ги имаме од текот на животот претходно, е потешко него што мислиме дека е. Дури невозможно звучи за многу луѓе. И токму можеби тука влегува оној момент во кој што ти се нудиш да можеби заедно правиме ништо. Заедно правиме ништо. Малку ипак сепак има некои работи кои што ги правиме. Има период кој што ќе правиме ништо, има период кој што ќе правиме многу. Не сакам да кажам дека само ќе правиме ништо, меѓутоа
дефинитивно мислам дека можам да ги научам луѓето да земат 50 минути од својот живот и да вистински се одморат правејќи ништо или не правејќи ништо. Или не правејќи нешто. Не правејќи нешто, извини, да, тоа е подоброто. Не правејќи нешто. Тоа е најдобриот начин кој што може да се каже. Супер. И као на традиционалните медии мора повториме вторник, четврток и петок. Не мора да повториме, ќе го може да го напишеш. Оно што е, да, оно што е важно дека на профилот ќе ти бидат информациите и тоа. Да. Да. Океј. Како да ми фали некое финале, али може да и не ми фали, не знам. Имаш нешто сакаш да кажеш, нели? Некое последно прашање што рече дека може да го ставиме како... Знаеш, ова сакам да го кажам. Тоа е една елаборација, која е констатација у принцип. И еве да ја кажам, забранивме телевизија дома, затоа што навистина е инвазивна. Малата се врати од распустот и вика, не можам, вестите се постојано уклучени, истите работи се слушаат постојано. Сега од призма на дете, тоа е оно што всушност се случува у сите домови во Македонија или у повеќето домови, да речеме, не само во Македонија. И целата таа бука од анксиозност и од медиумскиот шум кој што создава сензација за да нели преживее, за да биде во служба на политиката, бизнисот или што и да е друго, се рефлектира на луѓето и на нивното ментално здравје и на нивниот well-being. Мозокот е или некаде во минатото, па се занимава со нешто што некој ми рекол пред 10 години, ми нарекол вака или така и јас сум уште таму, или пак проектирам што ќе правам утре. Така што никако да се соземи, како што ти објасни во неправењето ништо, никако да си најде човекот време да се соземи да остане на тоа едно место, па можда прашањето од ова една ваква е анксиозна, како што и телото ми кажува за што зборувам, можда едно прашање кој што се наметнува е ако постои нешто да што би можел да го сугерираш како промена на системот, на индивидуата, како пракса или како, не знам, создавање нова навика, што би било тоа нешто? Тоа е дека не е важно каква ќе биде, бидејќи сега е многу модерно да имаме сите физичка пракса, сакам да им кажам на луѓето дека не е важно да вежбаат јога за да додадат и медитација како пракса на крај. Може да се вежба било што. Дали ја вежбаат кросфит, дали вежбаат кикфит, дали вежбаат во теретана, дали вежбаат трчање, дали што сака некој, алпинизам. Доколку во тоа вежбање на крајот или на почетокот се внесе и медитативна пракса, не само што ќе ги направи подобри во таа област, туку ќе ги направи подобри и во многу други области во својот живот. Ќе ги направи подобри, како што кажавме, во односот према самите себе и начинот на кој што растеме, бидејќи растеме и се едуцираме до крајот на својот живот, односот према другите луѓе, особено према блиските, луѓето со кои што го делиме секојдневието, и односот према природата. Ти благодарам, Сергеј. Фала ти на тебе.